Во присуство на голем број фудбалски работници и представници на владата на Република Македонија, градоначалниците на град Скопје и општина Аеродром, комплетната фудбалска репрезентација на Македонија, денеска во Ново Лисиче беше свечено поставен камен темелникот на куќата на фудбалот. Новата административна зграда на ФФМ ќе биде со површина од 4000 метри квадратни, а заедно со 4 терени и мини стадионот со капацитет од 3000 места ќе го сочинуваат фудбалскиот комплекс на овој простор. Камен темелникот го поставија директорот на Агенцијата за млади и спорт Лазе Поповски, потоа градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски и председателот на ФФМ Хари Хаџиристевски. Тие усилби, Фудбалска федерација на Македонија секогаш има добар партнер во ФИФА и УЕФА, со чија помош оспособивме неколку стадиони во Република Македонија за одигрување на меѓународни надпревари, а она што навистина може да му донесе голем бенефит на македонскиот фудбал е партнерството кое се развива и соработката со владата на Република Македонија, која најде разбирање и даде подршка за нашите активности и токму со една таква соработка ние сме пред реализација на еден голем проект. Изградба на првиот тренинг фудбалски центар во Република Македонија. А се започна со посетата на господин Мишел Платини по повод 100 години фудбал во Македонија. Средствата што ги оддели УЕФА за нови проекти ги пренасочивме токму во овој проект, а премиерот Никола Груевски и владата на Република Македонија го дадоа својот збор пред првиот човек на Европската федерација и со големо залагање за доброто на македонскиот фудбал го исполнија своето ветување. Обезбедија бесплатно земјиште за изградба на тренинг центарот и куќата на фудбалот. Денес со камен темелникот на административната зграда од проектот Куќата на фудбалот уште еднаш ја докажуваме нашата посветеност во реализацијата на владините проекти од областа на спортот. Проектот Куќа на фудбалот е во заедничка реализација со Фудбалската федерација на Македонија и општина Аеродром. Почитувани, спортот има сила да го менува светот. Спортот има сила да ги инспирира и да ги обиднува луѓето. Спортот им дава надеж дека со изградбата на спортските објекти ќе ги поттикнеме пред се најмладите генерации активно да се занимаваат со спорт, да придонесеме кон нивниот психофизички развој, како и да создаваме здрани генерации со силни индивидуи. Општината Аеродром со својата интервенција во рекорден временски период успеа да ги обезбеди сите услови и целата потребна документација за отпочнување на изградбата на првиот ваков комплекс во Македонија. Куќата на фудбалот за нас е многу важно што на ова место кое што долги години представуваше една лоша слика за општината, ќе прерасне во еден прекрасен спортски центар со кој што ќе се гордеат сите жители на општината и на Република Македонија. И уште еднаш би сакал да укажам една благодарност до Агенцијата за млади и спорт, до градот Скопје, до владата на Република Македонија, кој што зема учество во реализација на овој проект. Исто така голема благодарност и до Фудбалската федерација на Македонија, која што ја прифати нашата понуда токму тука да биде изграден овој прекрасен проект Куќата на фудбалот. Инаку општина Аеродром зема директно учество и финансиски во реализација на овој проект преку ослободување од комунали за изградбата на овој прекрасен објект на кој што денеска ќе ставиме камен темелник. Уште еднаш благодарност и се надевам дека за многу кратко време сите граѓани на Република Македонија, посебно на општина Аеродром, ќе уживаат во убавините на проектот Куќата на фудбалот. Градоначалникот на Скопје Коце Трајановски изјави дека ваквиот проект ќе придонесе за поголема заинтересираност на младите за спортот, пред се фудбалот, а секако и се надева дека наскоро сите ќе се радуваме на голем успех на фудбалската репрезентација, барем приближно на оној кој го остварија нашите кошаркари. Поддршката на градот Скопје е логистичка, но во процесот на едукација е суштинска, зашто сметам дека најпосетени ќе бидат токму овие терени преку учениците како од основните, така и од средните училишта. Преку тој потек, верувам дека градот Скопје значително придонесе за олеснување на реализацијата на изградба на прекрасни тренинг игралишта, мини терени и управна зграда на ФФМ, а се надевам дека со ова и натамошната поддршка и помош од градот, првите луѓе на федерацијата ќе дадат се од себе еден ден да се радуваме на успесите на македонскиот фудбал, барем слично како оние на нашите кошаркарски херои од неодамна. 4 фудбалски терени од тренинг центарот се веќе во завршна фаза, а се очекува Куќата на фудбалот да биде завршена за 12 до 15 месеци. Целиот проект заедно со мини стадионот ќе чини 4 милиони евра.